Благодарам, председателе. Гледајќи го извештајот за 2019 година, но и поучено од работењето на владата на Социјалдемократскиот сојуз, инвестиции, туку ќе ја пометиме како година по скандали. Спомна, да не се наваќам, многу скандали ја тресеа 2019 година и сега зошто зборувам скандали? Затоа што и овие скандали коруптивни, како и да ги наречеме, имаат свое влијание врз економијата. И затоа денес имаме таква перцепција на корупција, која што ја рангира Република Македонија на 111-тото место. И зошто го зборувам ова? Затоа што преку овие скандали многу инвеститори се оддалечили од Македонија. И преку овие скандали многу инвеститори не донеле одлука за инвестирање во Република Македонија и за отварање на нови работни места и со тоа раздвижување на економската активност. И токму затоа велиме дека последиците од 2019 година, која што сега ја анализираме, ги гледаме и ден денешен. И затоа велиме дека здравствената и економска криза кои што се случуваат оваа година и во 2020 се само алиби за неспособноста на владата, а тоа го докажува 2019 година, во која што представниците на власта милуваат да зборуваат дека се зголемиле капиталните, односно инвестициите, странските директни инвестиции, а забораваат да кажат дека тие странски директни инвестиции всушност не се нови странски директни инвестиции кои што ги донела оваа влада, туку се странски инвестиции кои што ја реинвестирале добивката на претходно дојдените инвеститори во времена на претходна влада. И колку за подсетување, тогаш истите беа напаѓани, проектот за привлекување на странски инвестиции беше исмејуван, технолошко-индустриските развојни зони беа оквалификувани како дека ќе бидат само едни ораници кои што нема да го видат светлото на денот и слично. 2019 година нема да ја паметиме како економска година, во која што средствата се трошеле во развој на инфраструктурата, во зголемена економска активност на државата и дефинитивно буџетот е неразвоен, односно потрошените средства на граѓаните не се насочиле во вистинска насока, а ние констатираме дека 2019 сме имале неразвоен буџет. И зошто го зборувам ова?
Затоа што нивото на капитални инвестиции, кое што предмалку го спомнав, од проектирани 26 милиарди денари, завршило на 17 милиарди денари. Но и со вака проектираните капитални расходи бележиме година во која што капиталните инвестиции по процент од вкупниот буџет се движат на ставка од 8,9%, што компаративно со годините во минатото е една, ако ја извадиме 2018 година, претходната година од оваа буџетска година, ќе забележиме дека е со најнизок процент на реализација на капиталните расходи, што само по себе кажува дека буџетот, односно парите, средствата кои што се потрошиле во 2019 година не били насочени за продуктивни расходи, за раздвижување на економската активност, за помагање на стопанството, туку најголем дел од средствата биле потрошени по други основи, а сведочеше јавноста, сведочиме и ние, дека тука се споменуваа доста средства потрошени во набавка на луксузни автомобили, во набавка на ставката за стоки и услуги, каде што нерационално се трошеа парите на граѓаните. Или со народски речник да се изразам, парите се потрошени, а на виделина нема ништо. И не се создаде ниту една дополнителна вредност преку која што ќе можеме сега во едни вакви кризни години, како што е 2020-та која што измина и 2021 година која што допрва ни следува, да ја колку толку амортизираме кризата. Дефинитивно, од сето ова кое што можеме да го погледнеме, даночната политика исто така во 2019 година имала свое влијание, не само корупцијата, не само скандалите, туку и промената во даночната политика исто така имала свое влијание во привлекувањето на домашните и странските инвеститори. Затоа што кога ќе имате работа со една влада која што менува даночна политика во зависност од тоа како ќе им се сонува, и која што имате влада која што менува министри во една година, напоменаа претходните дискутанти дека најпрво не убедуваа да веруваме во Тевдовски, па потоа дојде еден спасител кој што сакаше да се само себе прогласи за експерт по економија, па завршивме со Нина Групер и на тој начин дополнително ја девалвиравме економијата во Република Македонија. Но не само што ја девалвиравме економијата во Република Македонија, туку ги оддалечивме инвестициите, инвеститорите, кои што жалам што во оваа година не го зголемиле бројот на директни инвестиции, а со тоа не ја подобриле економската состојба, економската активност, бројот на нови вработувања и слично. Еве накратко, ако се прашувам јас по што ја паметам и по што од она што имавме можност од извештајот за 2019 година да сублимирам, ова е тоа кое што ја окарактеризира 2019 година не како година на економија, како што беше најавувана, туку како година на скандали и на раситничко трошење. Благодарам.